Жителите на аеродром и околните населби го губат трпението, поради како што велат молкот на институциите. Од попладнево го интензивираат протестот и блокадата на мостот Близнак ја организираат во време на сообраќајниот шпиц. Сандра Спасовска е во Скопски аеродром. Сандра, почна ли протестот и што велат од иницијативата Стоп за Вардариште? Така, Тања, иако беше најавен во 15 часот точно да започне денешниот протест и да трае се до 18 часот, ние се наоѓаме на мостот Близнаци, кој ги поврзува општините Аеродром и Газибаба. Меѓутоа, граѓаните од граѓанската иницијатива Стоп за Вардариште се уште, би рекла, се собираат веројатно поради временските услови и протестот се уште не е започнат. Се очекува во секој момент да започне блокадата на овој мост каде што се наоѓаме сега. Од иницијативата велат протестите се интензивираат поради, како што посочи, игнорирањето од страна на надлежните институции на нивните барања и нерешавањето на проблемот. Тие пред околу 2 недели испратија 7 барања до повеќе надлежни институции, бара воспоставување на 24 часовен видеонадзор на депонијата Вардариште, 24 часовно физичко обезбедување, итно иселување и соодветно згрижување на лицата кои живеат на депонијата, поставување на ограда околу Вардариште, започнување на процес за затворање на депонијата, откривање и казнување на потпалувачите и организаторите на пожарите и ригорозни казни за оние кои ќе продолжат да фрлаат отпад на Вардариште. Меѓутоа, освен тоа што депонијата е физички обезбедувана, до овој момент ниту едно од нивните други барања не е исполнето и токму тоа е причината што они денеска ги интензивираат протестите, иако ултиматум дадоа до минатиот четврток, па во текот на оваа недела имаше и протести кои што се одвиваа во текот на два пати во текот на денот, односно во утринските часови и потоа и во попладневните. Повеќе предлагам да слушнеме од изјавата од граѓанската иницијатива Стоп за Вардариште. Се уште нема решение на проблемот. Еден месец како протестираме од 2 септември со 2 октомври и мораме да ги продолжиме протестите додека не се реши проблемот, додека не одговорат на нашите барања. Овој протест е да покажеме што во наредниот период можеме да превземеме ако нема решение на проблемот и ако нема слух од надлежните институции. Така, би споменала уште еднаш, во секој момент се очекува да започне протестот тука на мостот Близнаци и блокадата на овој дел од градот. Протестите започнаа тука некаде во месец август, траат веќе еден месец, односно крајот на месец август, кога се случи оној голем пожар на депонијата Вардариште, пошто воздухот во овие делови на Скопје беше навистина загаден и се осеќаше неубава миризба од самата депонија и мирис на чад, пошто граѓаните излегоа и побараа решение, трајно решение на овој протест. Најавија дека протестите ќе продолжат се додека нивните проблеми не бидат решени целосно.